Ликвидно работи предпријатието. Меѓутоа, предвидувањето од друга страна, само ќе ви кажам 3 примери. Општина Неготино ни должи 7 милиона денари на јавното предпријатие Комунарец. И не може да ни плате повеќе од 201 денара. Земете пример од централно ниво. Општа болница ни должи 6,5 милиона денара. Не може да ни плати. Не река не сака да ни плати. Значи имаме комплетен колапс со системата, ви сега тука зборувате, а кој на кој должи од 2017 ќе ми кажувате. Не е точно. Не е точно, нека е така. Регулаторна комисија државата ти дозволи на дневна основа да регулира со горивото. Кај го има тоа? Во Тунгузија. Денеска е 100, утре 102, друг ден 109. Психолошки притисок. Че трчат луѓето пред 12 да стават гориво за 2 денара. Ни една држава во светот нема регулаторна комисија да регулира цена на гориво на дневна основа. Не оставивте како држава на централно ниво струја да набавуваме на час по ден, на купекс. Денеска набавуваме 500 евра, утре 470, 550, изборуваме за да направиме план. Деве, молам, направете го планот. Од друга страна, прочитате вести, сегашни, ќе ги цитирам. Стопанска комора бара итна средба со владата и регулаторна комисија за обстанок на реалниот сектор и јавните предпријатија. До понеделник најдоцна и со ЕСМ и со регулаторна комисија. Сериозна работа. Не дека некој сака вака да биде или поинако. Атком е предпријатие здружение на сите јавни предпријатија. Бара итна средба до понеделник со владата за субвенционирање на енергенсите и субвенционирање на електричната енергија. Не може да бидеме оставени на ветер. Тоа исто како сани да го оставиме јавното предпријатие, снајди се. Нема да се снајде. Значи, одиме со план. Не е проблемот у покачувањето на водата. Реалноста на луѓето треба да му кажа. Ниту струјата ќе биде 7% покачена, ниту водата ќе остане со овие 2 денара. Септември, октомври, доколку владата не донесе мерки за изимање на акцизата на нафтените деривати, за регулирање на цената на струјата, ние ќе дојдеме, ќе бидеме приморени водата да ја покачиме и на 40 и 50 ако сакаме да имаме вода. Не е до нас, тие пари дома не ги носим. Сите пари ги ребалансираме во јавното предпријатие. Колку може да работи домачински тоа предпријатие, го гледаме секојдневно. Продуктивноста ја дигаме, се трудиме. Менаџерскиот тим, и претходен, и сегашен, и верувам било кој, да таа продуктивност на тие 300 вработени ја дигне на максимално ниво. Има многу загрозени предпријатија што имат со општински капацитети со 40-50 или жители со 300, со 700, со 900 вработени во јавното предпријатие. Со плати неземени по 4-5 месеци. Али да се грижиме за нашето јавно предпријатие и за општина Кавадарци да се навратиме, значи, да му кажеме на граѓаните дека ситуацијата не е сјајна, да не даваме лажна надеж, да не политизираме на 2 денара по метар кубен, него да ги повикаме вака. Това ќе биде мој повик. Ги замолувам сите граѓани на општина Кавадарци. Колку можат порационално да користат водата за пиење, да не ја користиме ненаменски и да ја користиме максимално. Ја верувам дека секое семејство може да заштеде по 3 метри кубни вода. Со тоа ќе ни помогне и нас, ќе помогне и самото семејство на себе. Нели гледате германците што повикуваат? Да го уклучуваат еднаш неделно бољерот. Ние му викаме бањате се секој ден по 8 пати. Не го гаси бољерот. Чешмата не ја сопирај. Не треба да популизираме. Значи, светот оде од друг правец. За жал, ќе се оградиме од многу работи до вчера што ни беа нормални. Не зборуваме за еден мобилен телефон кој што го има секој едно семејство и за еден интернет кој што го користиме како нација најмногу Европа. Или сме наједуцирани, или го злоупотребуваме интернетот. Да, го злоупотребуваме. Си мирцаме, фейсбуци, мејсбуци, се кошта. Нема ништо без пари на вада нешница. Мојот повик е тоа, да рационално се користи водата, да може јавното предпријатие да функционира во делот на дигање на продуктивноста на јавното предпријатие. Тука ќе го бареме обстанокот, заштедување на непродуктивните трошкови кои ќе ги споменав и претходно, и итна мерка од владата, како што бара и Стопанска комора, како што бара и Атком, да не ја стабилизира цената на енергенсите. Пак ќе повторам, тоа е струјата и нафтените деривати. Ако ние одиме на дневна база, што правиме? Парифразирам, ако во октомври нафта отиде на 3 евра, дали некој може да направи некој план за таа работа? На слободен пазар, чим си оставен, тоа се вика без татко, без мајка.
Значи мораме да направиме, да се потрудиме заеднички сите. Верувам дека на владата е тешко. Да, уште потешко му е на реалниот сектор, уште потешко му е на граѓаните. Ништо нема да постигнеме ние ако имаме и бесплатна вода, ако нашите граѓани не одат на работа и имаат 17% плата, а се друго се покача пута 3, пута 4. Така да работата е покомплексна, не е на локално ниво, цела ситуација е драматично лоша, енергијанци нашата држава, за жал, потенцијални нема. Рек Битола, че оде во ремонт и работи со еден блок. ТЕЦ Неготино работи со 100 мегавати. Инсталирана моќност на фотоволтаиците до вчера имаме 45 мегавати, драстично ниско ниво. А имаме приватни мини хидроцентрали кои што оваа држава 20 години ги деваше на приватници. Не ги изгради за да бидат јавни. Единствена земја во поранешна Југославија е Босна и Херцеговина, која што има вишок на електрична енергија и профитира по 100 милиона евра годишно во овој момент. Граѓаните на Република Босна и Херцеговина струјата плаќаат по 30 мегавати на час. 30 евра, извинете. А ние плаќаме 450. Сега вика тоа било од Тито направено, таму имало добра услови и Тито направил хидроцентрала. Ама бе Тито виче коските му ги изедиме. Дај да направиме нешто. Ни прво се забележиме во општество. Чебрангали ще го зборуиме. Козијак, не знам што, не знам како. Имаме капацитети, го зборевме со Марија на отворени дебатни емисии за зелена енергија. Имаме ресурси, само ни треба малку ум и разум. Без пари не се прави ништо. Со многу пари може да злоупотребиш, така да мора да најдеме средината и да донесеме разумна одлука. На вас остава, не инсистирам, не иницијатирам. И нема да политизирам ниту на една одлука на Советот која ќе биде донесена, само сакам да повикам на разумност и да повикаме на неуништување на самото јавно предпријатие. Кажете ми еден продукт, еден единствен продукт што се продава во продавница, дали е прехранбен, дали е за било која ситуација, а да не е покачен. Јас такво нешто од моите дневни намирници и потреби за семејство не познавам како продукт. Да е намален или да не е покачен. Најмалку со 20-30%. За жал, шеќерот ни е 52 денара, нафта ни е 115 денара или 110, а не знаеме утре колку ќе биде. Струјата ни е на јавното предпријатие во моментот 15 до 18 денара по киловат, а не беше 3. Тоа се драстични разлики. Треба да имаме колективна одговорност и колективно менеджирање во вакви ситуации. Не треба да политизираме. Бензинска пумпа ДМД Оил.